Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеца Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеца Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Утре, недела, 27 мај, е денот духовден. Службата почнува 9 сатот за бајлето. После тоа се изнесуваат лиштата за давање кои се донесени през годината во црковниот храм. Наскоро најдобриот концерт во нашиот град Ньюкастел. Овој концерт ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 2 јуни. Од нашата убава Македонија доаѓаат најдобрите кралот на свирката Ферус, со него е христијан Кико Божинов и Ристе Ристевски, победник на Гранд Звездите. Картите се $40 и за деца до 15 години, бесплатно од 15 до 18 години $25. За карти јавете се кај Ристо Веловски на 0414 296910, кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 и кај Димче Андрески на 0402 523 977. За повеќе информации јавете се кај било кој од овие три телефони. Се организира автобус за во Сиднеј на пазар во неколку места и тоа на 23 јуни, сабота. Цената е $40 по лице, во кое е вклучено кафе, чај са бајлето и после пладне. За повеќе информации за ова јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207, исто кај Ленче Нечовска на 0410 634310. Како што рековме неколку недели порано, нашата програма ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби за овој период, ставете ги во поштенската кутија или јавете се кај мене на 0411 673 073 да ги ставиме вашите желби. Важно е да знам која желба за која недела и така да биде поставена. Ви благодарам за сето тоа. А сега да слушнеме нешто повеќе околу концертот. Голема австралиска турнеја и повторно со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньюкастел. Со елитни
познатите имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко. Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Newcastle. Информации и резервации. Ристо Веловски 0414 296 910 Пида Вртковски 0411 673 073 и кај Димче Андрески 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Наследниците на славните лигденци против предлогот и лигденска репортажа од Крушево. Од 2019 Крушево ќе биде новиот главен град на Македонија, а владата од Скопје ќе се сели на Гумење. Овие шеги денови се најактуелни во Крушевската чаршија, откако беше презентиран новиот предлог за името Република и Лигденска Македонија. Елена Гули е внука на Питу Гули, ќерка на неговиот најмал син. Вели дека иако е горда на своето лигденско минато, сепак за неја Македонија не треба ништо да менува во своето име. Јас сум цел век за Република Македонија. Се бореа, изгинеа по затвори целата фамилија на Питу Гули, изгинаа за Македонија, а сега воопшто не ми е пријатно со придавки, додавки и лигденска и крушевска и се друго. Не ми одговара ништо, ми одговара само Република Македонија, вели Елена Гули, внука на Питу Гули. На ист став е и правнукот на Никола Карев, Ставре Карев, кој на шега вели името треба да остане исто, ама владата можело да се пресели во Крушево. Според нас, најдобро е да биде Република Македонија, бидејќи слушам и по медиумите, сите документи треба да се сменат, а ние одиме само по умот на грците, само нив да им ги исполниме желбите, вели Ставре Карев, внук на Никола Карев. И поголемиот дел од крушевчани го делат овој став. Само Македонија, ништо друго, вели една крушевчанка. За мене ова е глупост. Лигденска Македонија не прифаќам, вели друг крушевчанец. Доколку дојде до наметнато решение како Лигденска Македонија, тогаш навистина треба Крушево да биде главен град на Македонија, вели трет крушевчанец. На 3. август 1903 година, тука на место наспроти Домот за култура, била формирана првата влада на Крушевската република, која траела 10 дена. 115 години потоа, крушевчани сега не смеат, велат доколку Македонија добие предзнак и лигденска, владата од Лигденска во Скопје да се премести туку и да се изгради нова зграда за владата на ово место. Полиберални се, особено младите кои велат дека и Лигденска и не бил така лош предлог. Па не е лош предлогот и Лигденска, најприфатливиот од сите предлози, велат младите. И поранешниот градоначелник Иван Андрески не гледа проблем во и Лигденска Македонија. На тие што му е јасно, нека го видат Уставот на Република Македонија, во преамбулата пишува дека Македонија се заснова на традициите на Крушевската република или АСНОМ, изјави Иван Андрески, поранешен градоначелник на Крушево. Но за младите најголем проблем не бил името, туку тоа што градот полека изумира. Најголем проблем е невработеноста, градот се иселува, нема вработување, остануваат само стари, велат младите. И Лигденска или Крушевска, горна или долна, северна или јужна, крушевчани велат дека за тоа ќе одлучат други,
a ne tije. Затоа што народот во последно време ретко кој воопшто и го прашувал за нешто. Меркел телефонски разговарала со Заев и Ципрас, Димитров и Косијас во Њујорк со различни позиции за Илигденска. Германската канцеларка Ангела Меркел телефонски разговарала со македонскиот и со грчкиот премиер. Овие разговори на Меркел со Заев и со Ципрас доаѓа 2 дена пред средбата на Димитров и Косијас со Нимиц и 2 дена откако Грција го одби начелно договореното решение Република Илигденска Македонија. Нема детали од разговорите, но тие секако се во рамки на засиленост, меѓународен аранжман на високи европски и американски дипломати, кои периодот се во интензивна комуникација меѓу Скопје и Атина. Ова дипломатска офанзива имала за цел да ги врати на маса сите прашања кои иницираат приближување на ставовите пред средбата на Нимиц со Димитров, Косијас со надеж, како што велат да биде зачуван остварениот капитал на досегашните разговори во насока на јакнење на довербата на процесот. За интензитетот на процесот и големите очекувања од средбата во Њујорк в четврток и петок, говори последниот Facebook коментар на шефот на македонската дипломатија кој побара мудрост и нерви пред средбата на Николас Косијас во Њујорк. Пуштајте ме, ве молам, мудрост и нерви, напиша Димитров на својот Facebook профил пред полетување за САД. Македонската влада очекува дека средбите четврток и петок ќе бидат уште една можност за предлог пакетот Република Илигденска Македонија, кој грчката страна веќе го одби. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка на нашата крштеничка джезмен Мари Тајла. Ја честитаме кршевката, честитујме и благослов од Бога. На мала ти посакуваме здравје, стрејки и радост во детството. На родителите Джајмс и Ајми честиту бабата радост и на сите гости весело расположение. Овие убави желби се испратени од нумкото Ендру и нумката Наташа Тодоровски. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, чедо ке си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме,
со песната Крштевка. Таткото Джеймс, мајката Ајми, со наискрени желби и честитки ја честитат Крштевката на милата ќерка Джезмен Мари Тајла, исто и посакуваат многу здравје, голема среќа и весело детство во иднина. Заедно со сите најблиски, на сите гости весела радост и на нумкото Ендрю и нумката Наташа честито кумството. Роднини пријатели,
Со песната Крштевка на нашата мила внука Джезмен Мари Тајла со наискрени желби и честитки ја честитаме Кршевката, исто и посакуваме многу среќно и радосно детство во иднина заедно со сите најблиски. На родителите Джајмс и Ајми, како и на нумкото весело расположение. Овие се убави желби спратени од дедо Кон, баба Малиса, вујкото Ари и тета Биенка со Кон Диплоди. Крштевка денес правиме, за чедо име славиме, нашето чедо најмило, радост што ни подарило, куќата ни развесели, на Крштевка не покани. Mamino stato mio natato, nata facendo bambino. Rasti mi rasti, cujca crasi, uva noce delino. Mamino stato mio natato, nata facendo bambino. Rasti mi rasti, cujca crasi, uva noce delino. Tuka je cela rovnina i gosti so familija, aj si te dana zdravime, čestito ime da moje, da ima detstvo bezbrižno i zdravo živo veselo. Mamino zlato mio natato, nata facendo bambino. Rasti mi rasti, cujca crasi, uva noce delino. Mamino zlato mio natato, nata facendo bambino. Rasti mi rasti, cujca crasi, uva noce delino. Godina skoro che dojdi, čedo to che ni prodi, che uši prvi zborovi, od majka što mu govori, volemo da ni porasni, za svatva da ne pokani. Mamino zlato mio natato, nata facendo bambino. Rasti mi rasti, cujca crasi, uva noce delino. Mamino. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Ајде куме крштевај. Пред дедото Ном, пребабата Елизабет Чаталовски испраќа честитки по повод кршевката на внуката Джезмен Мери Тајла, исто и посакуваат здравје, среќа и безгрижно детство со сите најблиски и најмили. На родителите, на дедовците и бабите, како и на нумкото, весело расположение за овој прекрасен ден. Со истата народна песна на нашата многу сакана внука Джезмен Мари Тајла, од се срце ја честитаме кршевката на малата и честитаме благослов од Бога, исто и посакуваме голема среќа и среќно детство со најблиските.
На нумкоите Ендру и Наташа му го честитаме кумството, а на родителите и дедовците и бабите расположението. Убавите желби се испратени од дедо Драги, баба Сузи со децата Алекс, Кристофа, како и Анджела со Тони и малата Микајла Димовски. Дoni se rodi, krštevka ja spravam. Ajde kume, ajde, imето se čeka. Neka bide sretno, sretno se doveka. Ajde kume, ajde, imето se čeka. Neka bide sretno, sretno se doveka. Kume, krštevaj naše milo čedo, daj mu ime pravoslavno kako što je redo. Kume, krštevaj naše milo zlato, volem junak da porase naslednik na tato. Srce to me tera na oro da stanam. Ajde kume, ajde, ajde ime davaj. Muzika ti sviri, golem bakšiš stavaj. Ajde kume, ajde, ajde ime davaj. Muzika ti sviri, golem bakšiš stavaj. Kume, krštevaj naše milo čedo, daj mu ime pravoslavno kako što je redo. Kume, krštevaj naše milo zlato, volem junak da porase naslednik na tato. Čedo, daj mu ime pravoslavno kako što je redo. Kume, krštevaj naše milo zlato, volem junak da porase naslednik na tato. Со песната Роден ден на нашата мила ќерка и сестра Лили Броган. Со наискрени желби и честитки го честитаме првиот роден ден, како и среќно и весело детство во иднина со сите најблиски и најмили. Тоа се убави честитки испратени од тато Пол, мама Доена и милите сестрички Оливија и Ајви Броган. Salkam da te podsjećam, deka ne zaboravim.
novогодini, солнце славиш ти. Со песната Среќен роден ден на нашата многу сакана мила внука Лили Броган ни го честитаме првиот роден ден, исто и посакуваме голема среќа, убаво детство, заедно со сите најблиски. Овие убави честитки од се срце се посакани од дедо Димче и баба Славица Лозановски. Сите гости вечерва се тука, стари и млади, срце силно чука. Весело е, роден ден се слави, се до зори, џубушке се прави. Весело е, роден ден се слави, се до зори, џубушке се прави. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Сите гости станати на нога, живи и здрави, хвала му на Бога. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Srećen da je roden den, na zdravi za sreća, zajedno da slavime se dostoji jedna. Со песната Среќен роден ден, Вујкото Дени, Вујната Џули, со милите деца Ноах, Миранда и Кона Лозановски. Со најубави честитки го честитат првиот роден ден на внуката и братуџеда Лили Броган, исто и посекуваат весело детство и заедно со сите најблиски. Со истата народна песна на предедото Крсте, пребабата Стребра и дедо Драги Шавкуловски. Испраќаат желби по повод првиот роден ден на превнуката и внука Лили Броган, воедно и посакуваат среќа, здравје и весела дечка иднина со сите незини најблиски. Za radost tvoja i sreća tvoja
srca naši. Mnogo želbi imame, želbi samo za tebe. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Polni čaši do rani zori, pesni tebe ti peme, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Ньукасл и околината. И повторно, голема австралиска турнеја. И повторно, со најдоброто од Македонија. Се организира концерт Balkan Night. Сабота, 2 јуни, Ньукасл. Со елитните имиња од Македонија. Победникот на звездите на Гранд, Ристе Ристевски. Најдобриот глас од Македонија, Балканот и пошироко, Кристијан Божинов Кико. И кралот на сите дувачки инструменти, Кинг Ферус Мустафов. Нашите звезди ќе ги придружува групата Пелистер. Сабота, 2 јуни, Macedonian Community Hall, Ньукасл. Информации и резервации. Ристо Веловски, 0414 296 910. Пида Вртковски, 0411 673 073. И кај Димче Андрески, 0402 523 977. Повелете на добра, луда и незаборавна забава со нашите најголеми имиња од Македонија. Како што слушнавте, почитувани слушатели, картите се ограничени, јавете се на
следните броеви и обезбедете маса со вашите најблиски за овај најпопуларен концерт во Њукастел досега. Да продолжиме со другите соопштенија. Утре, недела, 27 мај, е денот духов ден. Службата од 9 сатот са бајлето. После тоа се изнесуваат алиштата за давање кои се донесени през годината во црковниот храм. Се организира автобус за во Сидне на пазар со во неколку места и тоа на 23 јуни, сабота. Се оди во Birken Points Outlets и во Сиднеј касино. Цената е $40 по лице во кое е вклучено кафе и чај са бајлето и кафе и чај после пладне. За повеќе информации за ова јавете се кај Су Бошев на 0414 417 207. Исто кај Ленче Нечовска на 0410 63 4310. Автобусот ја поаѓа од пред црковната сала во 6:45 са бајлето. Најавивме и повторно ќе најавиме. Програмата Наша македонска овде во Њукастел ќе биде снимена порано за 6 недели од 12 јуни до 23 јули. Ако имате некои желби во овој период, јавете се кај мене на 0411 673 073 или ставете ги во поштенската кутија на 14 School Street, Бродмедо. Да ги ставиме вашите желби. Важно е да знам која желба за која недела и така да биде поставена. Ви благодарам за сето тоа. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Како што рековме, од друга страна, Косијас, кој од вчера во САД има други надежи од средбата со Нимиц. Смета дека најдобар пат до решение на спорот е прифаќање на еден од предложите на медијаторот Метју Нимиц, но не и предлогот Република Македонија Скопје, кој за грчката страна е неприфатлив. По средбата со американскиот државен секретар Мајк Помпео во Вашингтон, Косијас го повтори ставот дека името Република и Лигненска Македонија е неприфатливо за Грција. Ние ја поддржуваме потребата да прифатиме едно од имењата што ги предложи Нимиц. Не се согласуваме, како што знаете, со петтото име од неговите предлози Република Македонија Скопје и да одиме напред кон освојување на еден стратешки план за пријателска соработка со оваа земја во иднина. Со незиното ново име, рече Косијас. Шефот на грчката дипломатија вели дека прашањето со името не било тема на која разговарал со американскиот државен секретар Помпео, но за ова зборувал со помошникот државен секретар на САД Вес Мичел. Вчера и премиерот Заев повторно ја повика Грција да размисли уште еднаш за предлогот пакетот Република и Лигненска Македонија. Просечната плата зголемена во март ќе порасне ли дополнително со мерките на владата. Платите во Македонија треба да бидат повисоки, смета првиот финансиер. Владата има сериозни мерки за поддршка на растот на примањата, како и за зголемување на продуктивноста на фирмите, вели Тевдоски. Целта е луѓето да бидат вработени, а мерките да не предизвикуваат спротивен ефект. Просечната плата во март е зголемена за повеќе од 500 денари и изнесува 23.700 денари. Во споредба со истиот месец лани, август, е 5,6% растот. Зголемувањето на минималната плата доведе околу 90.000 вработени до да имаат поголеми плати, рече Тевдоски. Тевдоски потенцира дека зголемувањето на просекот се зголеми и придонесите за пензиско. Од почетокот на годината тие пораснале за 6%. Според него ова е особено важно покривање на дефицитот во Македонија. Посочи дека ветувањата за просечна плата од 500 евра ќе се реализира до крај на мандатот. Наскоро ќе стартува и мерката со која владата повторно ќе го стимулира растот на платите во трудоинтензивните дејности. Поддршката ќе опфати околу 15.000 компании со близу 50.000 вработени. Солза Грчева. Местенка е дека грците не прифаќаат и Лигненска Македонија. Игранкава е премногу проста.
Имево кое е во суштинско мајтапење со нас е договорено со грците поодамна, а и одобрено од американците. Глумата сега е како божем, грците не го прифаќат, а ние даваме ерга омнес. Ако грците попуштат, а се е договорено, тоа ќе биде компензација за нашата проституција, наречена име за всевкупна употреба. Значи, стануваме нешто друго, капитулација. Инаку, меѓународниот договор ќе го гласат со просто мнозинство, значи сигурно им е. Председателот ќе се молчи за неговите ингенеренци. Затоа и ВМРО се сили дека нема да дозволеле менување на устав. Исто како дом, па нека ни да им барат. Во тоа е штосот, устав ќе се менува после Охридски договори. Тогаш ќе видиме дали некој ќе стави рампа. Сценарио Б. По подпишувањето на договорот во собранието ќе се распише референдум кој ќе бидете сигурни ќе биде наместен. Ова е најопасно, бидејќи враќање ќе нема назад. Од се погоре кажано ќе може да има правна разврска. Од изјаснување на граѓаните нема сила. Тоа е самоубиство кое никој ниту може, ниту ќе сака да го спречи, напиша Солза Грчева на својот Facebook профил. Игранкава е премногу проста. Името во кое суштинско мајтапење со нас е договорено со грците, подамна и е одобрено и од американците. Јакнење на соработката меѓу Македонија и Србија во областа на националните малцинства. Министерот задолжен за дијаспора Едмонд Адеми за време на посетата на Србија денеска оствари средба со српскиот министер за државна управа и локална самоуправа Бранко Ружич. При тоа, двајцата министри отворија повеќе актуелни прашања во однос на зајакнување на правата на македонското национално малцинство во Србија и српското национално малцинство во Македонија, разменувајќи позитивни искуства во двете земји со цел унапредување во народниот период, соопшти преслужбата на министерот. Конкретно, министерите Адеми и Ружич се договорија за што поскоро иницирање на меѓувладината мешовита комисија согласно спогодбата меѓу Македонија и Србија за заштита на македонското национално малцинство во Србија и српското национално малцинство во Македонија во насока за конкретна реализација на обврските преземени од двете страни во духот на спогодбата. Од српска страна беше информирано и за измените на законите на националните малцинства кои што следат до крајот на јуни ова година во Србија во функција на поголемата транспарентност и јавност во работата на националните совети. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle. Enne Hanta, this is Peter Vrtkovski. Please join